Секој курс на почеток од администраторот е поставен со формат на насловот, односно има 10 теми, слично како предметите кои ги предаваме. Во Settings, курс Administration, поставувања, може да се променат поставувањата на курсот, а исто така може да се промени и форматот во неделен формат, неделни предавања слично како на факултет, социјален формат или скорм формат. Подобро е тука ништо да не се менува, освен бројот на теми, односно наслови. Сега одиме во курсот Процесно управување и треба да се кликне на Вклучи го уредувањето на текст, кој се наоѓа горе десно, за да почнеме со креирање на електронски материјали. Прво може да го напишеме името на темата, пример обука, потоа одиме во додадете ресурс, тоа е материјал кој на сите студенти запишани во вашиот курс ќе им биде достапен. Во додадете ресурс може да изберете неколку опции: фолдер, EMS Content Package, Page, URL, налепница или ресурс. Користењето на ресурсот фолдер подразбира закачување на датотеки кои ќе им бидат достапни на учениците за да ги спуштат на својот компјутер. Тоа може да бидат слики, Word документи, PDF документи, презентации и слично. Бидејќи веќе имаме готови електронски материјали на својот хард диск, може слободно да одиме во додадете ресурс и да го избереме ресурсот фолдер. Внесуваме име и опис, а потоа во контент датотеки кликаме на Add. Избираме Upload a file и кај Attachment кликаме на Разгледај. Избираме од нашиот компјутер некој документ, кликаме на Open, потоа Upload this file од прозорецот File Picker и за крај притискаме на Save and Return to Course. Со тоа го имаме додадено еден документ како ресурс кој студентите ќе може да го спуштат на својот компјутер. Сепак, другите датотеки кои ги креиравме, ќе ги додадеме на друг начин. Имено, ако се оди во Navigation, My Profile, My Private Files, кратко го напуштаме курсот и ги додаваме останатите датотеки, но претходно ќе креираме директориум, процесно управување и поддиректориум Организација на меморијата со клик на копчето Креирај нов директориум, затоа што моите приватни фајлови се однесуваат за сите мои курсеви. Потоа, на сличен начин како што направивме и во курсот, ги качуваме датотеките Организација на меморијата PDF, PPT, FF2 MP4, што представува мултимедијална датотека, односно видео, како и некои слики, и тоа Image 002, 004, 006, 008, 010 и така натаму, за кои малку покасно ќе зборуваме. Сега од нашите приватни фајлови може да употребиме се што сакаме во било кој курс, значи се враќаме во курсот Процесно управување и го ажурираме претходно креираниот ресурс фолдер, но при тоа не качуваме датотеки од хард диск, туку ги земаме од нашите приватни фајлови. За тоа е потребно да кликнеме на символот Ажурирај. Но пред да одиме понатаму, накратко да ги видиме и другите символи до Ажурирај. Тоа се премести десно, со што се поместува во десно ресурсот, премести горе или долу, дупликат, што можеме да го дуплираме ресурсот, може да се избриши ресурсот, може да се сокрие ресурсот или да доделиме улоги. Откако ќе кликнеме на Ажурирај, ги додаваме сите датотеки кои сметаме дека ни требаат во овој ресурс, една по една, со избирање на датотеката, а потоа со клик на Select this file. Откако ќе го направиме тоа, одиме на Save and Return to Course. Со тоа, учениците можат да ги спуштат секој од тие датотеки со едноставно избирање, па дури и мултимедијалната датотека ff2.mp4. Одиме повторно во моите курсеви, Процесно управување, обука, додадете ресурс
и избираме URL. Во случајот ќе ставиме линк за директно спуштање на програма за програмирање на PLC. Избираме In Pop-up како опција за дисплеј, бидејќи доколку оставиме Automatic, ќе не однесе кај надворешниот извор, но во истото јазиче, што значи ќе излеземе од училиште Ѓорги Наумов Еду. Потоа кликнуваме на Save and Return to Course. Сега, кога студентите ќе кликнат на линкот, им се отвора како поп-ап прозорец. Може да се додаваат линкови кои ќе ги носат учениците кај интересни содржини од областа офатена со курсот, односно предметот, и други интересни надворешни линкови. Одиме повторно во моите курсеви процесно управување, обука, додадете ресурс и избираме налепница. Овој ресурс, всушност, може да биде текст кој ќе биде испишан на главната страна, без да крие други работи во себе. Може да биде и цела лекција, но и слика што нешто би кажувала. Ние ќе употребиме налепница за рекламирање на URL-то што претходно го поставивме за спуштање на програмата Classic Ladder. Тоа ќе го направиме преку слика која ќе ги прикаже можностите на програмот. Ја вметнуваме сликата и избираме Save and Return to Course и со тоа можеме да го видиме крајниот резултат. Одиме повторно во моите курсеви, процесно управување, обука, додадете ресурс и сега избираме ресурс. Може да избереме уште Page или EMS Content Package. EMS Content Package ќе го оставиме за некоја друга обука, затоа што тоа се електронски интерактивни содржини кои се изработуваат во други едукативни софтвери специализирани за онлайн содржини. Истото важи и за SCORM од додадете активност. Ресурс е слично како работата со фолдер, но тука се качува директно датотеката и доколку таа е PDF датотека, видео или HTML датотека, директно може да се отвори автоматски или во поп-ап прозорец, како што претходно видовме. Доколку е Word документ или презентација, може да се избере дали да се спушти или да се отвори. Го избравме видеото кое претходно го ставивме во приватните фајлови, потоа избираме In Pop-up, иако тоа е по избор, може и Automatic, и за крај одиме Save and Return to Course. Сега може да го видиме резултатот кој е добиен со избирање на видеото.